Во 90-тите години Божик Нова година изгледаше многу поинаку, за разлика од денешниот. Да не заборавиме дека суштината на Нова година и Божик е во оставање на старото и започнување на нешто ново, на негување на верата, надежта, љубовта и носење на таа енергија во новата година. Меѓутоа, современиот начин на живење наметна еден материјалистички изобилен живот, кој што ако не го имаш во себе како вредност, како начин на живот и ти си подкрепен според она што се наметнува во општеството и затоа светот е многу оддалечен од она што ние на времето го живеевме како едноставност, како љубов, како среќа во малите моменти, во малите подароци, во присутноста и собирот на фамилијата за овие празници. И сето тоа приметуваме дека веќе се губи и луѓето се повеќе се оддалечуваат, стануваат поосамени и некако внатрешно го немаат тој мир и благосостојба, затоа што во светот дојде поинаков стил на живот кој што не му служи на душата на човекот. Од еден едноставен живот човекот се сврте кон алчност, себичност, материјализам, консумеризам, естета, его и лична воздигнатост на сметка на тоа да ги запостави сите оние луѓе кои што ги немаат тие материјални можности и луѓето заради тоа его некако се свртеа во тоа да ја прикажат важноста на себе пред другите луѓе за она каков сум ја, што имам како статус, што имам како облека, што имам како дом и бараат потврда од општеството и другите луѓе врз основа на материјалното поседување, а не врз она што го носат како духовност и она за кое што секоја човечка душа е дојдена, а тоа е одврзување од материјалното и приближување кон Бог, кон Исус, кон наједноставниот начин на живење, затоа што кога сите би го живееле тој живот, не би имало поделби и его, туку би владеела љубовта, солидарноста и заемната поддршка и енергија, која што всушност е највисокиот дострел во едно социјално општество, каде што сите луѓе треба да постигнат една еднаквост и демократија, меѓутоа луѓето се оддалечија од најсуштинските вредности. И денеска Нова година и Божик стана колку повеќе подароци ќе купам, колку повеќе материјално ќе постигнам, колку повеќе ќе заработам, колку повеќе ќе продадам, колку повеќе и повеќе ќе достигнам од она што го достигнав во минатата година и доаѓаме до моментот дека всушност ние се изгубивме и оддалечивме од самата суштина на Божик, на Нова година, на овие празници во кои што треба да владее хармонија, мир, едноставност, домашна, семејна, мирна атмосфера во која што нема да биде на пиедестал парите и материјалното. Затоа некако и се изгуби таа нитка на енергија, на славење, на убавина на овие празници, бидејќи се стана во трка само на пари, само на постигнување, на купување, на трошење, што всушност она што за кое Исус беше дошол на земјата и да го донесе како вредност, ние всушност го закопавме под земја и отидовме целосно кон она што всушност сатаната го пропагираше уште од самиот почеток на започнувањето на овој свет, а тоа е да се изгубат духовните вредности и да се вгнездат во фамилиите и живот на материјалното, на поседувањето, на што повеќе, на себичноста и одделувањето со другите луѓе, што е главен синоним и атрибут на самата сатана, односно злото. Ајде да се потсетиме што велеше Исус. Исус велеше, ако сакаш да бидеш совршен, оди и продај го имотот и раздели го на сиромаси и ќе имаш богатство на небото, па дојди и врви по мене. Веле, и вистина ви велам, богат мачно ќе влезе во Царството Небесно
И полесно е на камилата да мине низ иглени уши, отколку на богатиот да влезе во Царството Божие. Ова кажува дека самата суштина на животот не е материјалното, туку одврзувањето од материјалното. Ако ние за Божи го славиме раѓањето на Исус, тогаш ние живееме спротивно од она што го пропагирал Исус и автоматски сето тоа нас не пропаѓа во вода и не прави целосно лицемерни индивидуи пред Бога. Затоа што самата суштина на овие празници е да бидеме еднакви, а не да бидеме себични и да се бориме за тоа кој повеќе нешта ќе купи или ќе успее да купи за оваа нова година или Божик. Вели, раздели го лебот свој со гладните и бездомните сиромаси, закрили ги во домот свој. Ако видиш гол, облечи го и од крвните сродници не криј се. Тогаш твојата светлина ќе светне како зора и твоето здравје наскоро ќе процути, твојата правда ќе тргне пред тебе и славата Господова ќе те придружува. Бидејќи Царството Божие не е во јадењето или пиењето, туку во праведност и мир и радост во Светиот Дух. И така да го бараме она што служи за мир и взаемно надградување. Бидејќи вие ја знаете дарежливоста на нашиот Господ Исус, дека тој, иако богат, осиромаши заради вас да се збогатите и вие преку неговата сиромаштија. Ова кажува дека Исус и тоа што се родил богат, он ги добил сите изобилија уште со самото раѓање. Меѓутоа, сето тоа го напуштил во име на духовниот пат и бил целосно сиромашен, бидејќи се одврзал од се она што го поседувал материјално. За ние, кои што сме духовно сиромашни, а материјално богати, да станеме духовно богати преку примерот на Исус. Бидејќи самиот Исус вели, земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши, зашто јаремот мој е благ и бремето мое е лесно. Ете, ова нека биде една мала порака до сите оние луѓе кои што можеби се чувствуваат тажно затоа што немаат доволно материјални нешта или доволно пари за да купат подароци или да си ги обноват своите, не знам, облеки или некои други потреби. Бог секогаш се грижи ние да ги имаме основните потреби, а она што ние имаме алчни и себични пориви да имаме што повеќе, тоа е наша грешка. Така што споделете го ова видео и вратете се кон суштината на она што Бог го проповедал.